Добар ден и од мене, започува 0+ месеци на телевизија Телма. Денеска ќе зборуваме за еден проблем кој е се поприсутен во светот, но и кај нас, а може да се јави во најраното детство – дебелината. Кои се причините за дебелењето кај децата, кои се последиците? За сето ова ќе зборуваме со денешната гостинка, професор доктор Мирјана Кочова од оделот за ендокринологија и генетика при детската клиника во Скопје. Да. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден. Ова е една многу актуелна тема. Родителите имаа голем интерес за неја кога ја поставив на социјалните мрежи. И еве за почеток ќе започнеме од тоа што е дебелење, што е дебело дете, а што полно. Да, ова е една многу актуелна тема, на вистина, во светски размери, затоа што дебелењето станува се почесто и денес велиме дека постои епидемија на дебелење. Што е дебелење? Постојат стандардизирани криви за секоја возраст и континуирано следење на тежината кај децата, така што ние денес го дефинираме дебелењето како дете кое што е надминува оваа крива, односно дебело дете она кое што е над 97 перцентил, значи над најгорната граница дозволена за одредена возраст. Додека полно дете е во горните рамки на оваа крива, значи меѓу 85 и 90 перцентил. Зошто го дефинираме полното дете? Полното дете се уште во граници на нормала, меѓутоа тоа дете го викаме со ризик за дебелење. И заради тоа сакаме рано да го откриеме и рано да го детектираме за да можеме да преземеме нешто. Така. Колку често се јавува овој проблем во светски рамки? Дали понатаму Америка и Австралија се лидери? Да, неславни лидери во врска со дебелењето. Се смета дека во Америка за некои десетина години од сега половина од детската популација ќе биде дебела. Исто слична е ситуацијата во Австралија, меѓутоа не се лишени од дебелењето ниту оние земји кои што беа познати по своите манекенки, по својата добра става, како што се скандинавските земји, па дури и оние земји кои што се и посиромашни, значи особено ќе зборуваме дека густата храна, она калорична храна е ефтина, така што денеска како пожар дебелењето се шири низ целиот свет. Во Америка се смета дека за десетина години, како што кажав, 50% од децата ќе бидат дебели, меѓутоа она што е уште позагрижувачко е тоа дека дебелењето во најмалата возрастна група под 6 години станува се поголемо и поголемо и дури постојат скрининг програми за да се откријат кои деца пред 6-та година стануваат дебели, затоа што ова рано дебелење води кон многу големо морбидно дебелење во текот на животот. Што е со нас, што е во нашата средина? Македонија е жалосно да напредува во оваа област од дебелењето кај децата, затоа што Македонија е земјата на овошето и зеленчукот, нели? И дури нашата храна се препорачува како здрава храна во сите светски диети, нели? Спаѓа во овие медитерански храни, нели? Меѓутоа во Македонија веќе бројката на дебели деца се доближува до 20% од популацијата детска, што е навистина една висока бројка за една ваква популација. Проблемот американизацијата низ храната, агресивниот маркетинг на индустријата за храна, каде што нездрави продукти се рекламираат како здрава храна. Причините за дебелењето се мултифасетни, повеќе слојни, меѓутоа сигурно навлегувањето на оваа, да ја наречам, агресивна исхрана со калориски густа храна, каде што калориската содржина на 100 грама од храната е монструозна за еден детски организам, навистина придонесе многу. Тоа беа отварањето на рестораните на Макдоналдс, внесувањето на газираните пијалоци, внесувањето на сладките работи, нели? Ние знаеме дека секое дете кое што ќе го видите во количка носи смок и пакетче во рака. Значи храна исклучително мрсна, исклучително калорична и така натаму. Меѓутоа вкусна. Мрсната храна е вкусна. Густата храна е вкусна и таа практично со тек на време прави зависност од таква храна. Тоа дете ако се навикне рано да зема калориски густа храна, сигурно дека ќе биде навикнат. Тоа е едниот феномен, меѓутоа другиот феномен, ако зборуваме за причините за дебелење, сигурно е внесувањето на оваа технологија, високата технологија во домаќинствата, со компјутерите, со таблетите, со седењето пред телевизиските програми, со часови. Отсуство на физичка активност. Отсуство на физичка активност. Да не зборуваме дека и во училиштата веќе физичката активност како да е хоби, како да не е задолжителна. Многу од децата бараат да бидат ослободени од физичка активност. Тие часови често пати се откажуваат
патуваат и така натаму. Значи физичката активност е многу намалена, ако сакате, и во транспортот. Децата не пешачат, децата не одат до училиште, се носат со кола, се земаат со кола, не возат точак, не излегуваат на улица да играат од субјективни и од објективни причини, нели, во денешно време веќе во многу од просторите не е безбедно да го пуштите детето и да го заборавите во играта, нели? Така што сите овие процеси до сега, сите овие промени и да ја наречеме оваа склоности кон западното општество се повеќе донесоа до да децата земат многу калории, да децата не се движат, не ги трошат калориите и уште нешто што е исто така многу видливо во денешно време, тоа е оној социјален момент, односно оној начин на живење дома. Родителите работат долги часови, не се дома, не седнуваат заедно со детето на маса да го земаат оброк. Отсуствува семејниот ручек на маса. Отсуствува семејниот, отсуството на салата. Има студии кои кажуваат дека семејниот ручек е една од причините за ова дебелење, затоа што практично оброкот се изедува на брзина, тој мора да биде калоричен, потоа се повторува непотребно, нели? Значи тоа е еден дел од социјалниот елемент, значи домашниот дел. Меѓутоа исто така и долгите часови кои децата ги поминуваат во дневен престој во училиште, каде што ги имаат оброците кои што често пати оброци се калориски густи, меѓутоа се на 2 часа, на 3 часа, значи детето ќе дојде дома од училиште веќе земало 3 оброци и сега е гладно затоа што психички е гладно за дружење со семејството и да седне на маса и да касне, така да бројот на оброци се зголемува рапидно и сето тоа придонесува да имаме се повеќе деца кои што се дебели и полни. Така. Дали дебелењето, односно дебелината е иста на сите во секоја возраст или се разликува? Има повеќе категории. Значи имаме да кажеме на прво место имаме цели дебели семејства. Значи каде што целото семејство, сите во семејството се дебели и ние ги знаеме оние наши генетски предиспозиции. Значи велиме дека ако двата родители се дебели, дека 80% од децата во фамилијата ќе бидат дебели. Ова е докажано на големи епидемиолошки студии. Ако едниот родител е дебел, тогаш околу 40% од децата ќе бидат дебели. Меѓутоа, проблемот со дебелината е што има генетска компонента. Таа генетска компонента не се мутации на гени, туку се гени кои што го модифицираат нашиот метаболизам. Значи вие знаете дека има индивидуи кои што многу земаат храна, а не се поправат, затоа што нивните гени се така ориентирани да трошат голем дел од таа храна, значи енергетски да имаат голема потрошувачка. Други помалку ќе каснат, а повеќе ќе се поправат. Значи во овие дебели семејства делуваат има мултифакторијална причина. Едната е таа што се тие така програмирани да нивниот метаболизам води кон лесно трупање на масно ткиво. Меѓутоа вториот елемент е што начинот на исхрана во овие семејства обично е онаков каков што бара нивниот статус, значи соматската состојба нивното тело, а тоа значи дека сите кои што имаат повеќе масно ткиво имаат повисок инсулин. Значи земаат и поголема количина на храна и таа храна се трупа назад во масно ткиво. Тоа е еден зачаран круг. Значи тоа е една група од дебелењето. Тоа се оние каде што целото семејство е дебело. И таму практично приодот мора да биде семеен, не може да биде индивидуален за детето. Другата група која што е многу ризична, тоа е веќе оној феномен предпубертетската и пубертетската група, кога стануваат, значи кога групата е многу битна, кога врсниците се битни, кога се оди по кафичи, кога се пијат газирани пијалоци, кога се земат. Брзата храна станува главна, брза храна се оди по храната. Станува доминантна. Големиот проблем со дебелењето во Македонија кај тинеџерите. Да, кај тинеџерите во Македонија е највисокиот процент на дебелење, меѓутоа и најризичниот, затоа што е познато дека најголемите ризици од дебелењето се случуваат токму кај оваа група која што нагло се поправа во текот на пубертетот, затоа што во пубертетот имаме други хормони кои што исто така придонесуваат, но прават инсулинска резистенција, значи уште повеќе го покачуваат инсулинот. И тука веќе ризиците стануваат многу големи. И третата категорија која што е, да кажеме, ризична здравствено, тоа се дечиња кои што се родени мали. Значи, навреме родени, а мали, ги викаме мали за гестацијската возраст. Например, деца кои што се родени со тежина под 2 кг 700-2500 грама на раѓањето и кои што долго време им требало за да ја надоместат таа тежина, да постигнат она нормална тежина.
и кога ќе ја постигнат, бидејќи нормално над нив се врши една тортура со калории и со обиди да се поправат, нели? После тоа стануваат дебели, меѓутоа овие дечиња кои што ќе се здебелат, вакви дечиња што се родени мали а се здебелиле, те имаат многу лош неповолен метаболички профил уште од раѓање и всушност кај нив ризиците од дебелењето се навистина многу големи. Што е со оние бебиња кои што се на мајчино млеко на ексклузивно доење, но веќе на 3 на 4 месеци имаат навистина покачена телесна тежина и се вели дека се дебели. Како се реши овој проблем? Дали некои препорачуваат да се прескокнат одредени подои? Смеат ли да се прескокнуваат подои кај значи, ние педиатрите велиме дека бебето треба да цица тогаш кога ќе побара. Мислам, да направиме некој ритам, груб, нели, да биде тој на 3 часа, но можеме да му дадеме, значи мајчиното млеко е така адаптирано на бебето, да практично не можеме да правиме рестрикција ако бебето е гладно, да ние сега го оставиме. Меѓутоа, ако не е гладно, не значи дека ние треба секогаш да го нудиме, нели, да ја нудиме храна. Апетитот е индивидуален кај сите деца и практично имаме, значи, доилки кои што имаат доволно млеко и каде што практично можеме убаво да воспоставиме ритам кој не мора да биде многу често самиот старт. Меѓутоа, тераписки закинување на храна кај доено бебе не се препорачува глобално, се препорачува само кај деца кои што се на вештачка исхрана и на формула, ако наеднаш почнуваат да добиваат голема тежина, тогаш се препорачува разредување на оброците, односно помала концентрација на оброците, а не прескокнување, нели, на целиот оброк, затоа што бебињата имаат одреден ритам на исхрана. Се разбира дека ноќниот подој треба и подој и исхрана на овие вештачки што се хранети да се избегнува кога ќе дојде, кога ќе созре бебето да може да... Значи, многу сме лабави во однос на тоа наметнување на диктатура на бебињата кои што се доени. Затоа што има многу студии денес кои кажуваат дека доените деца и кога ќе се поправат го немаат оној ризик од дебелењето. Прво не се поправаат толку многу, а друго и кога ќе се поправат го немаат оној класичен метаболички синдром, така да доењето дури во сите аспекти е подобро од хранењето со формули, се разбира доколку е можно. Така, дури доењето е превенција од дебелење. И е превенција за дебелењето во подоцна во живот. Така, живот. Колку детето треба да изеде? Еве, ова е една тема тоа е една многу голема дилема кај сите, да кажеме, кај сите кај бебињата кои што се на дохрана, еве мајките понекогаш знаат да им го привлечат вниманието со некоја играчка, па на сила да им го дадат целиот оброк што тие сметаат дека треба да го изеде. Дали постои некоја количина што може да се одреди индивидуално? Прво знаеме дека бебињата, секој бебе е индивидуа и дека секој бебе има прво свој метаболизам, меѓутоа има и свој карактер, има и свој апетит. Значи, бебињата, кога знаеме дека дебелењето е толку штетно и ќе видиме кои последици може да ги предизвика, тогаш сигурно дека на бебето е потребно да му дозволиме да обезбеди еден свој ритам на исхрана. Значи и свој ритам и по однос на количината. Ситоста е хормонски детерминирана преку излачувањето на хормони која диктираат ситоста и кај едно бебе кое што е здраво, нели? Значи се има одредена хормонска стимулација на апетитот. Сега во првите месеци ние го учиме да јаде и заради тоа постојат тие колку млеко треба на килограм телесна тежина, секој педијатар, тие се веќе мајките ги добиваат тие информации, нели, колку треба во текот на првите 6 месеци, меѓутоа за нас ендокринолозите е многу поважно колку детето добива, колку детето авансува во тежината, нели, што би кажале дека е многу битно да детето да имаме увид во тоа како детето ни напредува во тежина. И тоа за бебињата ние знаеме, ги имаме формулите првите 6 месеци во просек 500, меѓутоа ние знаеме дека првите 3 месеци има дечиња што и по цело кило добиват на доење што се, нели. Меѓутоа овие што се на вештачка исхрана, значи се држиме за тоа правило дека детето треба да напредува некаде во првите 6 месеци во просек земено околу 500 грама, во вторите 6 месеци понекаде околу 250 грама, за да ја стигне таа тежина од 10-11 килограми колку што треба да ја има на крајот на првата година. Постојат многу лоши сваќања од страна на родителите во врска со
со количината на храна и честотата на хранење кај детето. Значи, детето е индивидуа и вие ако го форсирате тој апетит, уште повеќе може да направите отпор кон храната ако детето не е голем јадач. Значи, ако детето не може, никој не умрел затоа што изгладна, нели? Значи, меѓутоа, постепено, многу е поважно да ги внесеме сите хранливи материи навремено, да се обидеме да ги внесеме сите хранливи материи и тука не драконски, меѓутоа да го видиме вкусот, да го видиме апетитот, нели? Али да се обидуваме со разновирсна храна после 6-тиот месец, нели, кога почнуваме со внесувањето на храната. Затоа постојат многу бројни препораки, секој од родителите оди на педијатар и ќе му биде кажано што. Меѓутоа, форсирањето на детето, задолжително да го изеде оброкот со играчки, со сето тоа, прво не помага. Тие родители знаат дека кога детето нема голем апетит, дека и тоа не помага, може на крај да го поврати сето тоа што го изело, нели? Меѓутоа, дека и за овие дечиња кои што американците ги викаат пики, пробирачи, кои што не сакаат да јадат, и за нив доаѓа момент кога ќе созрее тој нивни, да кажеме, апетит и кога ќе почнат постепено да јадат. Значи, мерењето, ако детето значајно не отстапува од она кое што е во кривата, нема потреба да се грижиме колку често јадело и дали го изело од сега. Значи, препорака е децата да ги оставиме, али да ги мериме. Значи, да ги мериме. Тоа е главниот параметар. Дали треба да посетиме медицинска институција, ќе зависи од тоа дали нашето дете напредува, а во нашиот здравствен систем во првата година имаме доста чести контроли, редовно се мерат, така да секој од нив ќе биде детектиран. Пред да продолжиме на последиците, само да ги информирам гледачите дека овој дел од емисијата сега ќе биде контактен, ќе може да се јават и да постават прашање поврзано со темата. Зборуваме сега за последиците од дебелењето. Дали се големи? Дали е точно дека дебелите деца често се подхранети, односно им се слабокрвни? Дебелењето се дефинира како болест. Ние медицински го дефинираме како, зборуваме за патолошкото дебелење, не зборуваме за полно дете, зборуваме за дебело дете. Значи, дебелината е состојба патолошка која што е многу тешка за лекување, односно за згрижување, затоа што има многу акутни, значи во моментот последици, но исто така и многу долгорочни последици. Од оние брзите последици, значи кои што ги имаме овие дечиња се обстипирани, често пати страдаат, исто така се по-неотпорни кон инфекции, значи се бавни, не се спортски активни, понекогаш прават остеопороза. Значи, целата оваа ситуација носи до многу брзи промени. Една од нив е исто така покачениот крвен притисок. Значи, ако земеме во просек 30% од дебелите деца имаат покачен, според номограмите, имаат покачен крвен притисок, уште многу рано, нели? Зборува колку е оваа состојба опасна. Точно. Понатаму прават рамни стопала заради тежината, нели? Значи, имаат многу, имаат ортопедски проблеми, можат колкот да го оштетат. А долгорочно може да направат гликозна интолеранција, односно се склони кон диабетес, значи кон развој на диабетес и кон маса на други кардиоваскуларни болести. Така. Тоа се оние, да кажеме, медицински, меѓутоа да не зборуваме за социјалните и психолошките, и емотивните. Тие се понекогаш многу потешки. Овие деца се закачани во училиште, овие деца не се дружат доволно, овие деца академски не го постигнуваат својот потенцијал. Токму заради оваа состојба во училиштето. Се разбира, сега ги имаме многу повеќе, па тоа веќе полека не е толку изразено, нели? Меѓутоа сепак не треба да се занема. Една комплексна ситуација на која што мора многу внимателно да се пристапи. Имаме гледач на линија. Добар ден, повелете, кој се јавува? Добар ден. Добар ден, повелете. Јас сум мајка на 3-месечно бебе. Се родивме, сакам едно прашање да поставам на докторка. Така, повелете, ве слушаме. Се родивме 3,300. Сега на последното мерење пред една недела направивме 3 месеци и сме 6,450. Сега сакам да ја прашам докторката кога треба да се доктрира родилната тежина на бебето и дали се смета за дебело дете во оваа фаза. И сакам да ја прашам... Само дали на доење вашето бебе? Само на ексклузивно доење. Ексклузивно доење, така. Да. Сакам само да прашам вечерниот подој или треба да се прескокне, кога од прилика треба да се почне да се регулира и како да го изведеме, пошто он не сака ништо не присуства.
Така, ви благодарам за јавувањето. Вашето бебенце е едно од оние кои што спомнав јас дека може да напредуваат по цело кило во текот на првите месеци, нели? Подосна тоа веќе забавува. Бебето треба по нашите педиатриски, нели, учебници да ја дуплира својата тежина некаде околу 6-тиот месец, кај вас ја дуплирало веќе на 3-тиот месец. Меѓутоа до крајот на првата година сигурно дека има доста време да се тоа се изнивелира, нели? А да ја зголеми 3 пати тежината до крајот на првата година. Но, повторно, многу е индивидуално. Значи, ние имаме многу дечиња кои што имаат на крајот на првата година повисока тежина или пак пониска тежина од онаа која што се препорачува. Ова се сосема во глобални рамки. Детето е на ексклузивно доење во редје. Има многу студии кои што зборуваат дека исхраната на мајката исто така зависи делимично, особено во сегментот на мастите, од внесувањето на храна кај мајка, здравата храна кај мајката исто така многу препорачливо, меѓутоа директна зависност не е до денес докажана, така што вашето бебенце ние на 3 месеци сигурно дека нема да го крстиме дебело бебе и да му дадеме некаква, поготово што е на доење, нели? Значи, она што кажавме, ќе чекате кога бебето ќе побара да цица, тогаш ќе си цица, а за ноќниот подој и тоа е многу индивидуално. Има деца кои што цицаат ноќе и до крајот на првата година. Меѓутоа, значи обично, и после првата што велиме, меѓутоа мислам дека после 4-тиот месец веќе може, зависи од сонот на детето. Ако детето има циркадиален ритам да ноќе спие, сигурно дека нема да го будиме за да му дадеме дополнителен. И тоа растојание се продолжува се додека не продолжи да спие цела ноќ. Доктор Кочова, каква исхрана треба да имаат децата, какви продукти треба да се внесуваат? Многу често почнуваат, сосема накратко, да околу семињата кои што не се типични за ова поднебје, дали треба да се даваат амарант, киноа и слично, која е вашата препорака? Во меѓународните препораки се повеќе и се почесто стои дека децата треба да се хранат со онаа храна која што е типична за поднебјето во кое што живеат, затоа што и целиот систем и микробиолошки е така со години создаван во таа средина, адаптиран на внесената храна. Така што нема никаква потреба да ние одиме по некакви специјални семиња или македонската храна е многу богата со сите и со житарки и со ако сакате зеленчук, овошје, со сите можни видови, нели? Така што македонската храна е сосема доволна за бебињата. Има мода, но мода во исхраната, меѓутоа тоа се смутисите, нели? Имаме кај дебелите деца честа појава да вие сабајле му дадете еден смутис од 5 овошки кој што ќе го држи цел ден, а потоа детето уште ќе отиде во градинка, потаму ќе изеде уште 2 пати по толку, нели, и така натаму. Уште покомплексна станува целата состојба, нели? Значи нема потреба од никакви специјални исхрани или специјални семиња или специјални увози или специјални хималајски соли или значи се она што го слушаме, нели, препорачано од диететичари. Како возрасен човекот може да одлучи како ќе се храни и што ќе прави, нели? Меѓутоа, децата треба да бидат на онаа храна која што е од поднебјето, затоа поготово во ваква средина како што е македонската, каде што сите хранливи продукти ги има во доволна количина. Имаме уште еден гледач на линија, сосема накратко ќе вам молам да бидете концизни со прашањето, бидејќи имаме уште 2-3 минути до крај. Повелете. Ало, добар ден. Добар ден, повелете, во програма сте. Докторката и до вас сакам да ја прашам докторката, моето бебенце е 6 месеци. Сега почнуваме да се учиме да се храниме со таа храна што е предвидена за оваа возраст на деца. Инаку моето дете цица. Сакам да ја прашам докторката, сега кога веќе уведуваме храната за бебенцето, кога веќе даваме сок или каша, тоа почнува да трка, да плаче, не сака да ја вкуси. Нормално е тоа дека не може да изеде многу количински храна, но ме чуди зошто така реагира. Кога ќе дадеме без разлика дали е каша од јаболко, од слива, чисто малку кога ќе внесеме во устата, не ги прифаќа новите вкусови. Не ги прифаќа
часови. Така, значи совет поврзано со ова, ви благодарам што се јавивте. Да, внесот на храна е посебна, да кажеме, посебна авантура и дарба и трпение, нели? Затоа што детето сега после ексклузивно доење сега почна да внесува кисели, солени, благи и така натаму храни на кои што не е навикнато. Нашата препорака е да се биде многу упорен, меѓутоа да не се биде наметлив. Значи ќе се обидете секоја храна кога се внесува со едно или две лажичиња, не се внесува со цел оброк. Ако не ја прифати првиот ден, вториот ден повторно, понатаму во таа храна може да се додаваат нели елементи, да кажеме, може да се додаде друго овошје или да се измеша, ако никако не може да се прифати, да се замаскира нели вкусот. Меѓутоа, значи детето треба да му се дозволи, барем ние велиме дека недела дена е минимум на секој дневен обид за да барем малку внесеме некоја храна. Сигурно дека нема да го прескочите тој оброк, ќе се обидете со храната, па ќе го надоите, нели? Затоа велам, значи децата се многу индивидуални во својот пристап кон храната, во својот апетит и во навикнувањето на новата храна, така да ова е, да кажеме, таа глобална препорака. Ми даваат знак од режијата дека тука мора да завршиме, има уште многу прашања на кои што можевме да дадеме одговор. Се надевам во некоја друга пригода. Ви благодарам што бевте дел од НLA+. Ви благодарам што не следевте. Се гледаме повторно утре од 12 до 12:30 на телевизија Телма. Пријатно.